Сигурно сте слушнале за фишинг напади, но колку знаеме што е тоа? Фишинг е вид на измама што се случува онлайн. Сајбер-криминалците испраќаат мејлови или пораки на мобилен телефон што изгледаат како да доаѓаат од постоечки компании или институции и бараат од вас да внесете лични податоци или да извршите некаква уплата. Се започнува со добивање мејл или порака, каде се бара да кликнете на некој линк. Најнов пример, беа испратени SMS пораки до корисници, повикувајќи ги да внесат податоци за својата платежна картичка, за да добијат потоа финансиска подршка од владата. Како да препознаеме лажна страница и ваков напад? Ако ја погледнеме креираната веб страница и покрај тоа што дизајнот навистина наликува на тој на страницата на владата, може да забележите дека се работи за поинаков домен од официјалниот vlada.mk. Разликата не е лесно да се воочи и затоа мора да сме внимателни кога се бара внесување на податоци од платежна картичка онлайн. Запомнете, државна институција никогаш од вас нема да побара онлайн да оставите податоци за вашата платежна картичка, ветувајќи ви при тоа финансиска помош. Во случај да бидете измамени и да дознаете за истото, треба што поскоро да стапите во контакт со вашата банка. Можеби ќе имате можност да ја блокирате трансакцијата или да преземете други потребни мерки. Доколку сте сведок на напад од ваков тип, пријавите го нападот во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР. Инциденти исто така може да се пријават и до Агенцијата за електронски комуникации преку испраќање на мејл на нивната адреса. Со напредокот на технологијата мора да бидеме дополнително внимателни бидејќи секојдневно се појавуваат нови начини за измама онлайн. Информацијата е моќ, но само ако е вистинита.